Добродојавте во нова епизода на подкаст основано со мене Јанаки Митровски. Иако на почетокот и бевме резистентни на повикување на македонски политичари, издржавме година и пол, бидејќи имаат и преголем простор, тоа е мој конзистентен став, дека имаат и преголем простор во македонската медиумска сфера, но секако се неизбежни и има важни теми кои што треба да се поминат, шаблонски тераме да гледаме од сите порелевантни политички партии, имаме по еден гостин во оваа полусезона, нели имавме представник од ВМРО ДПМН, од ЛДП и денеска велиме добре дојде за Јон Фрчковски, директор на Центар за истражување и аналитика на СДСМ и член на извршниот одбор на партијата. Добре дојде. Фала ти, добро те најдов. Ти благодариме што се одзва на поканата и покрај сите медиумски пријатности и непријатности што ти се случиле, ми се допаѓа тоа што не се воздржуваш да гостуваш, не се плашиш условно речено да гостуваш. Сега ова нема да биде сачекуша стил како што можеби имало во други случаи, но честитки за храброст. Добро, ти благодарам пред се на поканата. Точно е, мене ми беше исклучително тешко да се појавам повторно во на гостувања, на емисии, на било што е политичка содржина. Имав една навистина непријатна ситуација која што опонентот мислам дека експлоатираше и се уште и текако ја експлоатира, веројатно, за која што и неколку пати јавно излегов. И мислам дека единствен начин кој ќе направите таква скандалозна грешка е да се соочите со истата, затоа што бегањето не ве носи никаде, прво пред себе, а второ начинот на кој што експлоатираат е еден дел од кампањата која што години и пол, две, според мене, ја водат. Значи, политички валкана кампања. Политички валкана, меѓутоа суштината на таа кампања е тотален дефокус, таа не е слика само по себе. Таа оди во комплет со разговорите за Дубај, Харис Џиновиќ, плантажи во Африка и слично, односно секогаш кога ВМРО има потреба било кој неуспех, а мислам дека се потонати од секој аспект во неуспех, да се перат, сликата е секако меѓу и другото актуелна. Нема да форсираме таа тема, тоа и ти го спомнав кога иако сигурно се очекува да форсираме таа тема, ама мора да те прашам. Има ли добар кокаин во Скопје? Сега веќе искрено да ти одговорам без ракавици и не знам. Затоа што да сум бил некаков уживател, па да разбирам и да ти кажам. Веројатно на други места многу повеќе ќе може да добиете одговор, така да сори ако не сум корисен. Која прави фамозната слика? Веројатно е близок. Не мора да именуваме, апсолутно, така да до сега не се бавев со тоа прашање и нема да го отварам. Представа се. Не, имам апсолутно представа, така да воопшто тоа за мене не е спорно и не сум го заборавил, ма не мислам дека треба да го експлоатирам јавно. Партијата, уште една тема пред да преидеме на поконкретни теми, за која што сметам, види, во однос на оваа непријатна ситуација, искрено, лично, што правиш за затворени врати и после работно време, тотално не ме интересира. Таму за мене лично е киксот што е на работно време, што е на работно место. Генерално и тотално се слагам дека тука лежи целата непријатност пред се. Јас, например, многу ти замерувам, иако тоа сум приметил, гледаш да го банализираш, и фатив некои рилсови, тоа не сум гледал цела емисија со портпаролот на ВМРО. Са не знам колку портпароли има, дали е само Марија, дали е и Наум. Дека кога се случи тој скандал, ти многу добро се сеќам дека искочи, даде отставка и сега после не разбрав како си се уште директор. Дали Венко не ја прифати оставката или излезе со некое полуобјаснување дека имаме недовршени работи, што у принцип до крајот на животот ќе можеш да го збориш? Не, во принцип не е проблем да објаснам. Јас тогаш сметав дека во тој момент треба да поднесам оставката и така и се осеќав. Не се осеќав воопште во тие денови capable за било што. Поднесов оставка, меѓутоа по известно време нас практично бевме влезени во изборите. Председателот и Централниот одбор решија да ми даат доверба да продолжам во периодот што следи со работата, дури бев и ангажиран сериозно за локалните избори, особено
Скопје. И некако едноставно, веројатно, темата ни се тргна во тој момент од дневен ред. Јас се бавев што повеќе и што подобро можам затворено со сите, односно позади врата, што би се рекло, со сите ангажмани што ги имам, и тоа е тоа, немам нешто повеќе од тоа, искрено Да, да ама кажам. нели е малку лицемерен став сега. Ости ти контрадикторно изјави, и ти кој што реплицираш има милион ќе најдеш кај секој политичар, меѓутоа малку е лицемерно ако од една страна велиш јас носам одговорност и давам оставка, па после потребени сум и на партијата можеш да се вадиш дека ќе бидеш потребен цел живот. Видете, јас да, и стварно мислам ако дека во сносиш моментот одговорност, сум носи ја потребен до и крај. сум добил доверба од претседателот, на кој што сум премногу благодарен. Веројатно постои концепт дека може да направите грешка и да покажете дека има и поише. Така. Многу повеќе И да во вас. добиете втора шанса. Во вас Се согласувам. тоа, и ќе се обидам и се обидувам што подобро можам да ја оправдам. Ова финта, условно речено, давам оставка, не ми ја прифаќаат некој друг Фрчковски прв во 90-тите ја искомбинира, но предеме на сериозни теми, на поконкретни теми. Ајде. Состојбите во СДСМ. Сега, свесен сте, не сте наивен, дека состојбата е прилично лоша, зборуваме за... Остајте што си правите фами, паѓаме, се дигаме на анкети, они паѓаат, значи состојбата, ако се тргнеме... Ова што го кажа е точно. Последните Не е фама. политички, и до тоа ќе дојдеме, ако зборуваме за последните, она што најреално може да го провериме се изборите. И ако тргнеме од последните локални избори и резултатите, а посебно ќе зборуваме и за локалните избори, партијата е во нокдаун, веројатно дел од членството превзема и знам, оној клиентелистичкиот дел, што го има во секоја партија, и тоа не во мал број. Меѓутоа и дел од поранешни високи функционери најавуваат промени во СДСМ. Дали СДСМ има опасност да прогласи стечај? Прво, далеку од таква ситуација, ова не го кажувам сега како некој што дошол од партија па треба да ја брани, туку навистина го мислам тоа. И точно е, резултатот на локалните избори за нас како партија беше лош, повеќе од лош. Дури дојдовме на некој, односно останавме, што е најтрагично, на еден минимум. Добро, со помала излезеност, така. Во ред, меѓутоа Како електоратот е тој, излезноста беше помала, можеби кандидатите за градоначалници, ако ги собереме, има 170 и нешто илјади гласови, ги броиме оние на советничките листи. Таму беа околу 150 и некоја. Како? 150 и колку беа на советнички? Па тие беа малку под 150 илјади, што е малтене исто, иако на помала излезност со оние катастрофални парламентарни избори. Меѓутоа, зошто е тоа така? Прво, не мислам дека имаше многу време или доволно време после таков нокдаун, 7 години сте власт, имате избори на кои што губите буквално катастрофално од предпоследни парламентарни избори на кои сме имале 430-40 илјади гласови, паѓаме на 155 илјади. Така да една година мислам дека на претседателот не му беше доволна воопшто да расчисти, а и гледате што се случува. СДСМ во цела година живееше со превирања внатре, со мини групи, со обиди за наметнување на еден друг трети, иако на никого не му беше спорен лидерот, туку сите пробуваат да се најдат некаде у приказката и не помагаат. Знаете, имавме од многу членови еден и то членови кои што добиле многу од таа партија, веројатно и све. Добро. Еден многу неискрен пристап, немање поддршка во локалните избори, како за кандидатури, така и за самиот личен инпут во кампањите, така да тој резултат за мене не е неочекуван. Така. Не бе добар, да ти кажам, таман работа. Ирационално е. Меѓутоа не е неочекуван. За мене е многу побитно како СДСМ продолжи после локалните избори, затоа што од декември, а верувам дека и се забележува, СДСМ е многу по-конкретна, многу по-борбена, многу да речам, енергична во судирот со власта. Сите оние дилеми правилна формулација. Сега да како извини? Веројатно последниот збор е правилна формулација. Поборбена. Океј, да, апсолутно.
кога пробавме пред локалните избори да речем да бидеме конструктивни, не можеш со ВМРО да бидеш конструктивен. И сам стварно го мислам тоа, они се однесуваат на секое поле со еден тотален крах каде и да пипнете. Извинете ако звучам грубо, во делот каде што треба нешто да испорачаат дилетански, во делот каде што треба за личен бизнис да се бават сериозна банда организирана, така да тука никој не бара подадена рака. Се обидовме, ако се сеќавате, со една лидерска средба непосредно после настаните во Кочани, на кој што се зборуваше меѓу другото и за нели им беше битно на ВМРО како ЕУ интеграцијите, се зборуваше за реформска агенда, ништо, нула. Така да се навратам, она што мене ми е многу битно е што после локалните избори СДСМ е на многу поборбен пат и со тоа покажува дека е единствена и тоа одговорно го кажувам, опозицијска опција која што има како и може да се заедно со целиот коалицијски капацитет што го имаме, што се разводени пред, што може да се спротивстави и навистина да го оголи ова мизерно владење, ќе го повторам зборот дилетантско, пошто ова е неодговорно од секој аспект. Извини ако избегав од темата. Не избегав од темата, состојбите во СДСМ беа темата и ќе се задржиме на нив, само мала дигресија ќе дадам, видиш, единствена опозиција. Јас пак имам впечаток дека на следните избори имате сериозен, зборам парламентарни, има сериозна опција да левица го превземе приматот во опозицијата. Не верувам дека ќе бидат доволно силни да го предизвикаат ВМРО да би биле доволно силни да ве предизвикаат вас. Сега таму една Франкенштајн идеологија, меѓутоа они доста прагматично и например Димитар бар не е глуп во тој дел. Чепка од лево, чепка од десно, кога има потреба е националист, кога има потреба е комунист. Така да јас сум прилично сигурен дека ќе ви го земат ако успеат да пробијат онаа па е за нив и психолошка бариера од 80-90 гласови. Види, зошто не мислам дека е така, ќе ми дозволиш да не се сложам. Прво, целиот период на внатрешни первирања до локалните избори СДСМ го плати со резултатот на локалните избори, што не мислам дека е успех на левица или на било која друга партија. Бидејќи, извини што ти се мешам, нели они вториот круг така го прогласуваа голем успех, а всушност СДСМ имаше исклучително слаб резултат во Скопје. Не само тоа, видете го и резултатот на левица на советничките листи, ќе добиете послаб резултат во некој 10 до 15% од она што го имале на парламентарните избори, да речеме во. Добро, и помала излезено со локалните, знаеш, сите можат да Амар прогласат. Харизматичен дечко, влезе во втор круг. Има едно гадење кај Скопјани од владењето на Данела, која што не може да ја препишеме на никој друг сем на ВМРО, иако бега од тоа као глушец од мачка, меѓутоа те нивни продукти не гледам, веројатно ти го гледав и видео, но ништо не е сменето во Скопје. 130 дена се поминати, не 3 дена колку беше рокот, но не се. Така да не мислам дека тој резултат е пораст на левица било каков, а искрено да ти кажам, она лидерска средба на која што не присуствувавме и настаните по таа средба, ми дава за право да кажам дека се однесуваат многу повеќе како договорени и седнати во скул. Дури истата руска агенда ја имаат, така да ако тврдиме дека ни е битна и приоритетна ЕУ интеграцијата, они не тврдат. Левица не тврди дека они не тврдат, ВМРО тврди, а се однесува тотално искоординирано со левица по тоа прашање. Сега ако ги прашаме ВМРО ќе кажат дека левица се ваш продукт и односно дека се во коалиција со вас и СДСМ, ако може ги да прашаме каже што сака, тоа е тотално станато ирелевантно. Апсолутна власт е тотално меѓутоа ирелевантно. пак ќе кажам, СДСМ е единствена опозицијска партија со капацитет, борбеност и програма која што може да се спротивстави на вакво одвратно и криминално владење на ВМРО. Дали е де факто председател Зоран Заев? Не. Ни де юре, ни де факто. Не, стварно, за де юре знаеме дека не е. Сакаш да ми кажеш дека е безгласна буква во СДСМ Зоран Заев, дека не се меша воопшто во политика? Ја мислам дека ова јавно мислење го наметна токму ВМРО. Веројатно, Две години наназад, они се бават, меѓу другото, еве, ја спомнавме мојата фотографија,
И понатаму ајде малку да анализираме Зоран зашто Заев во секој облик. Прво, Добро. Ќе ми дозволиш секунда. Да. Нема потреба да се оградуваме од Зоран Заев. Бил одличен председател на СДСМ, донел слобода, бутнал режим, не внел во НАТО. Тоа се работи за кои што ние како членови сме горди. Прва работа. Втора работа, Зоран Заев 5 години е надвор од било какво функционирање во политика. Ова не е точно. Ова не е точно и сега ќе дозволиш да демантирам. Знаке. Друго е да кажеме формално не е 21 и мене ако ме прашаш, тоа беше искалкулиран потек за да избега од парламентарните избори кои што завршија како што завршија. Едноставно си се повлече, си се посвети на бизнисот, меѓутоа, еве, можеби и не е толку све до ВМРО и нивната пропаганда, туку поради фактот дека, и ти тоа подобро го знаеш од мене, дека Зоран Заев договори Венко да биде носител во Струмичкиот регион, е трета или четврта изборна единица? Четврта изборна единица, каде што очекуваа да најдат Струмица како до вчерашен бастион на СДСМ и така натаму, да направат најдобар резултат и со тоа да му го трасира патот за председател на СДСМ. Сега не сме сите толку политички наивни, вака се посведнуваш малце на конспиративно. Па не е баш толку конспиративно, затоа што имаше слика од тогашниот председател Ковачевски, октроиран во СДСМ, на тронот на СДСМ, и тогашен премиер со Зоран Заев и со Венко во очи избори, кога 3 дена после тоа излегоа листите кај што се види дека Венко е носител на четврка, така да е баш са конспиративно дека до тој степен. Не се сите толку политички наивни, сакам да ви кажам. Не, напротив, не ни сакаме да ги правиме политички наивни, меѓутоа прво Венко како кандидат за председател во изборната 4, односно како кандидат за пратеник после имаше најдобар резултат. Имаше најдобар резултат и веројатно по сите мерења, се правеа мерења. Ама од Скопје не се кандидираше во Кет, се кандидираше во четврта. Ирелевантно, ако ги видите листите тие избори, ние имавме и други такви ситуации. Ама како ирелевантно, не е ирелевантно, тоа е со интенција таму, зашто таму очекувате најдобар резултат, не е тоа воопшто ирелевантно. Бројките. Ако неговите бројки таму носат до најдобар резултат, тоа што е решение. Скопје катастрофално поминавте. Колку тројца пратеници, колку сосема прагматично. Тројка ли беа во Кец? Тројца влегоа во Кец. Тројца во изборен еден. Меѓутоа, не гледам ништо лошо и тоа не го најави Венко како председател. Имавме внутрипартијски избори на кои што Венко како председател победи, тоа сериозно. И кои што тврдеа Јован Деспотовски и Славјанка се повлече, дека не се, односно дека се меша, повторно или пошто не е конспиративно, дека се меша Зоран Заев и дека тој го бира председател фактички. Инаку Јован Деспотовски после почна многу да се јавува и нели како во соопштенијата на ВМРО ДПМН, а да не заборавиме дека му отворија и некоја на чуден начин се простои дека му се отвара предистражна постапка која заврши без никакви притвори, митвори, така да можно и да е кооперативен, не велам не, ама се и не е дека до тој степен е само конспирацијата ВМРО што кооперативен во однос на СДСМ, барем не е во ниедна варијанта, затоа и донесовме такви одлуки. Чекајте, и Деспотовски се исклучи? Не сум во тек за него. Да, тоа го најави председателот и практично почитувајќи го статутот, таа постапка оди по кај нас од формално исклучен. Не, постапката се води, трае. Не сакаме да ние сме партија што почитува статут, не сакаме особено за таква сензитивна работа да направиме чекор кој што би бил нелегален или смешен. Меѓутоа апсолутно да се вратам на изборот на председател, јас можам да потврдам дека он е во моментов и најдоброто решение за СДСМ, единствено решение кое што може СДСМ да го крене. И стојам позади тоа. Факт е дека треба време, особено со власт која што контролира 40% од формалните медиуми во Македонија, е многу тешко да се борите. Гледајте каква гнасна жолта кампања, жолта штампа имаат на се што се случува. Сител и Канал 5 воопшто не се ние Сител и Канал 5 од 2015, може би инклинираат дел, меѓутоа во ниеден случај не можам да се согласам дека се на исто ниво како што биле пред 10 години. 90% пред 2015, сега сме назад на формалните 40, меѓутоа не исклучуваме можноста тоа да патува и нагоре. И да се промени, да. Така да... Особено ако се реализира планот кој што и вие го поддржавте за финансирање на медиуми од државни средства. Видите, ние како власт тоа го укинавме.
И сега повторно го поддржуваат. Го укинавме за тоа што тоа го ветивме на затоа што граѓаните и го корумпира направивме, медиите. иако не е прагматично кога сте власт, нели, од таа Така е, позиција, да. сепак останавме на збор. А за се друго, ВМРО има двотретинско мнозинство. Нема двутретинско мнозинство, сега да не манипулираме. Не сум сигурен, Да. меѓутоа има Неформално. да речеме за конкретна работа сосема комотно мнозинство, така да наместо тендерски шеми и бизнис во енергетика можат да бидат поконструктивни во собрание, затоа што ви спомнав, меѓутоа кога бевме конструктивни во собрание, секој нормален предлог, еве, навратете се само на последниве денови за акцизата, намалување 4 денари или 600 евра. Кој што лично минимална премиерот кој беше плата. председател на опозиција, односно прв човек на опозиција бараше 50% за скрати акцизата. Пола од нивните предлози, Добро. како опозиција, сега да ги наметнеа, веројатно ќе беше подобро од овој статус кво. Да, ама Како ние сме- Далај Лама дава некои предвидувања, не прави ништо, цел свет човече се спрема, да речам, на потенцијални кризи, кај нас соседите точат гориво за тоа што им е најефтино и најпристапно. Затоа спомнав на почетокот дилетанство. Па имаме некои паушални мерки, кои што се со 3-4 недели за доцнување и после веќе не можете онаа спирала на раст на цени да ја постигнете. И кој ќе им го кажете ова, што е факт, ќе ја извадат сликата на Јон, ќе зборат за висококатница у Дубај, за плантажи у Африка, Харис Джиновиќ ќе кажат дека ние пијари, така. Препретуален круг е за македонските граѓани да кажувате едно во опозиција, да правите друго додека сте власт, но и со ова ќе затвориме темата. Се спомнува некаква формална, неформална ДОС, група за промени, каде што и не се така наивни луѓе без габарит. Значи Петре Шилегов, мислам дека прострои Андреј Петров, Андреј Петров малце подолго надвор од висока политика и уште пар други ликови кои што гравитираат. Конкретно го исклучивте Шилегов. Толку ли нема простор во СДСМ за различно мислење? Прво, не се работи за различно мислење. А зашто се работи? Не се согласува со председателот. Ќе ми дозволите. Сега. Многу луѓе не се согласуваат со председателот. Ама не смеат тоа да го имаме, кажат. имаме седници на извршен одбор каде што еве јас како член на извршниот не се согласувам во однос на став за Так. некое прашање. И не сум исклучен, нити моите колеги од таму се исклучени. Да, Треба но секој направиме разлика кој меѓу- ќе огрене гласот, тој е веднаш маша на ВМРО, веднаш ВМРО го држи за не знам Не, имаме гениталии. и многу други сопартици кои што јавно излегуваат и не се согласуваат. И на меѓутоа општинскиот од се Ѓојче борат. поранешен и тој ли е Па еве исто клучна, од убаво што го ВМРО? спомнавте, кој врбуван. тука имате клучна разлика. Затоа што он излегува, има јасен опозицијски наратив и борба против ВМРО. Да, мислам Така дека Костадин можем не е да- исклучен или не го Не, исклучен. воопшто не е, нити таква ситуација се зборувава, меѓутоа имате диаметрална разлика од тој однос и овој во случаеве кои што ги зборуваме. Конкретно за Шилегов. Конкретно за Види, зашто- Шилегов, видите, и платформата, и Борбен Шилегов, лик. и предходно Не се плаши, и влага во предходно дуел. Деспотовски. Сите тие ситуации, нивни јавни излегувања, излегува кога ВМРО е во криза. Криза на паднат рейтинг, криза на цени, криза на криминали што им ги објавувавме и тек ќе им ги објавуваме, затоа што веројатно и друго нема за објавување и одеднаш ви се појавуваат луѓе кои што немаат никаков наратив против власта. Не може 2 години човече се власт, Така, скоро. пост на Фејсбук да немаш. Лупам, спомна Фејсбук као социјална. Не, во ред, Која е да. таа борба? Споредете го со однесувањето на Костадин, например, диаметрално различно. Да, ви ја разбирам, Така да, сакам да направиме јасна дистинкција помеѓу луѓе кои што немаат исто мислење и на за кои што председателот отворено кажува вратите им се отворени и тоа е така, и луѓе кои што во даден момент обработуваат против СДСМ и тоа кога е да кажам, фрагилен период, кога почнувате еден сосема нов вид на борба. Смета дека Шилегов е координиран со ВМРО да помена. Така изгледа. Мое мислење лично, сега емпириски Своевремено важеше за еден од најголемите фајтери, го беше портпарол, го лупаа со тужби за клевети, со баснословни суми. И одличен портпарол, и тоа го кажав и на една друга Хабар беше влагаше во дуел. Одличен градоначелник на Скопје, и тоа не е спорно. Мене ми е криво што ние од оваа перспектива разговараме сега. Спомна повеќе пати, меѓутоа е убаво да го сумираме владењето на ВМРО. Извини, спомнав ти платформата.
Ја не ни разбирам кои се позади таа. Искрено да ти кажам, со еквивалентно информации располагам и јас, меѓутоа дали е патка новинарска, ми наликува на сателит кој што ВМРО повторно го лансира кога треба да направи дефокус од тоа што се суштински проблеми. Ја не знам, стварно не знам кој е wannabe DOS групата, затоа што во еден момент излезе некое јавно соопштение во кој што повторно не се спомна ничиво име. Јасно. Кој е таа група? Ние сме група, нешто сакаме, ама кој сме не ви кажуваме. Види. И тоа истата група па и се огради од Шилегов. Да, точно, дека не можел да зборува во нивно име. Ама не ми е јасно се уште и неќем да играм со имења затоа што многу лесно може да биде импутирано име на човек што нема врска. Јасно. Подсети ме убаво, сигурно подобро паметиш, дали јуни 24 беше формирана владата на ВМРО-ДПМН или малце подоцна? Па, од прилика во мај завршија изборите, цел оној период. Така, јуни, значи, би било фер да кажеме, тоа значи дека за 2 месеца ќе имаат половина мандат. Странски инвестиции, нула. Значи нема. Нешто што беше, или барем така го форсираше како бренд Никола Груевски. 70% имаат пат на странските инвестиции. Само дозволи да развија мислата. Значи, нешто што беше бренд на Никола Груевски, со кое што ни се гордееше, го форсираше преку пиар, преку све. Друга е приказната, факт е дека дојдоа посериозни фирми, друга е приказната под кои услови, дека се тие договори тајни, бог знае што се случува за затворени врати и работниците како се третираат. Те разбирам, ги донел. Друго праша, но ги донел. Странски инвестиции нула. Судството работат на тоа да го заробат целосно, значи без задршка, тоа е одлика на секоја власт и на вашата власт, тука не можете да се исперете, но платите не можат да се носат со галопирачката инфлација, точно е дека постојат и надворешно политички и геополитички моменти кои што не можете да ги влијаете, но затоа сте власт да ги амортизирате, да ги пресретнете. Бизнисот си врви, значи постои една... Види, јас од секогаш сум ги сметал ВМРО после 98 година за бизнис партија. Они претежно биле бизнис партија. Почне од Лјупчо Георгиевски, од кога седнал во некога се крстеа, нели, во Солун, и така натаму. Инаку пред некое време, мала дигресија, излезе видео каде што, бидејќи Лјупчо кажуваше тоа дека е подметнато, дека вториот конгрес ќе оправиме во Солун, а баш пред некој време излезе видео од, како се викаше, еден од основачите на ВМРО, Драган, што лежеше 12 години, го заборив, од удба, каде што он го кажува дека следниот конгрес во Солун ќе оправиме и така натаму. Така да они се одамна бизнис партија, бизнисот супер им врви и која е алтернативата? Како да се справи опозицијски настроен граѓани со владењето на ВМРО-ДПМН. Сега немој да ми го симплифицираш, да дојде во СДСМ, вратите му се отворени, него вака малку почироко да гледаме сликата. Не види, не е отворено. Не симплифицирам, ама СДСМ е единствена партија која што се бори против тоа. И стварно е така. Не е ова Јон измисли топла вода. Добро, ќе дојдеме са следната за тоа. Ќе ми дозволиш да се вратам од ова што не симплифицирам, СДСМ и затоа е као многу сте тесно гради во размислување. Не е факт. Ќе ми дозволиш. Ајде. Прво констатациите се точни. ВМРО многу сака да се фали со 2024 како рекордна година за странски директни инвестиции. Да, пола година. Таа е рекордна година, во која што пола година биле практично изборен период, и се фалат со резултати кои што години уназад, година се договорени, и реинвестирани договорени веќе. Еден дел се инвестиции на мајки фирми во своите ќерки тука, така да буквално пафтаат со некој резултат кој што со нивното владење апсолутно нема ништо. Така. Како и било што нормално врзано со развојот на Македонија како држава. Но тоа е друго прашање. Второ, ова со бизнисот е апсолутно така. Ја веќе многу пати повторуваме, почнав да дури и редоследот да го памтам. Имате функционер владин со 161 тендер семејна фирма, на која што ДКСК не знал ништо. Ни објаснуваше дека во моментот таткото која бил собственик на фирмата, тоа нејасно, затоа се практично иронично кажавме тогаш таткото не му бил татко у тој период на управување, меѓутоа е срамно.
Имате неколку фирми кои што имаат за цел, буквално цела задача да го исцрпат целиот унгарски кредит, кинески пари земаа од Унгарија, тоа се кинески пари. Кои што Унгарија ги обезбедува неколку дена пред нас да ни ги понуди како кредит, милиарда, апсолутно, тоа се факти, кои што ги потрошија на минимални комунални проекти по општините во очи на локалните избори. Проверете ги, субјектите кои што доминираат овие постапки се исти. Так. Затоа зборуваме една фирма има 74 тендера, да изброиме сега до 74 ќе ни заврши времето за емисијата. Друга 50 и нешто на сателитот, односно партијата која што се створи од издајници на СДСМ и на нив им обезбедија по некој тендер за да функционира, апсолутно, да функционира таа коалиција и се е фокусирано тука. Од друга страна, имате еден бизнис во енергетика кој што допрва ќе го објаснуваме, јас ги држев еден поголем дел од пресконференциите на таа тема, каде што буквално се име наместено. Имате конзул кој што е поставен почесен конзул за да може да практично помогне во целата таа мрежа. Се става директор на РЕК, ако не грешам, семеен пријател Иван Куковски. 80 години, Хајлендер. Семеен пријател на премиерот, кој што бил советник на министерката Божиновска. Божиновска доаѓа од тој бизнис. Доаѓа од таа сфера, од фирма Руднап, која што ја споменавме во самата таа мрежа. Па се тоа не е доволно, ставате председател на регулаторната комисија за енергетика, поранешен градоначелник на Пробиштип, жената неколку месеци претходно му ја поставија у судски совет. Што има он НЗС со премиерот покрај партија, има ист бизнис своевремено. Партнерот од хидроцентрали, сопругата, директор на развојна банка. И кога зборуваме дека тоа функционира како организирана група, така е. Наместете ги коцките. Функционираше ли така фамилијата Заеви дека беа на власт? Кој ги, ајде да видиме дали сте за само критика способен. Супер е тоа, знаете да критикувате во опозиција е многу удобно. И корисно. И корисно. Функционираше ли како ваков сличен октопод фамилијата Заеви, особено на територија на општина Струмица? Ако ги отворам тендерите од 2013 некаде до 2024 година, што мислите, кое име ќе доминира? Кое презиме ќе доминира? Па не сум сигурен дека ќе доминира презимето на поранешниот премиер. Јас сум сигурен, или на лица поврзани со него. Оставете тоа сега. И таму ќе има на братучетката, тетката, сна и бизнисот поранешен, како што вие сега вака фино ги објаснувате. Ама кога сте на власт не знаете да покажете поинаков стил на дозволи, поинаков, не само ти критика да трпите. Малку поинаков стил на владење. Туку кога ќе си седнете на власт, заборавате све што си го кажале, бидејќи сега вака, таа е нели многу кај нас популаризирана од Данела рачињата во медот, тогаш и вака малце вазви се брцаат во медот, па подлабоко закуцуваат тука докај нели лактите. Така да знаеме и синот на Заев отвори за енергетика фирма, и на Ковачевски сопругата па добиваше и државни субвенции заради тоа. И сега не сум туку да ги пратам како вие што ги пратите, ама тоа е проблемот што кога сте на власт па не ги пратите, например да не алармиравте, да речевте чекајте бе, не е нормално да отвори фирма денеска државна на премиерот жената и утре да добие субвенции. Тоа не ви е вака слична шема? Искрено, ќе ми дозволиш да одговорам со прашање. Ама не може да ми одговориш со прашање? Не, многу емпириски, со факти. 2 години се власт. Не, застани, не дозволам. Не ми го продавај овој болшет, да ми извиниш, да ми ја врегаш интелигенцијата, дозволи. Ова е перпетуален круг во кој што вие политичарите не држите. Доаѓа ВМРО, краде до бескрај. Доаѓате, вие зборувате за нивните криминали. Кога ќе дојде редот да се смени власта ВМРО, пак да се врати на власт, и кога вие им зборите, вие пред 3-4 години крадевте, вие сте 3-4, тоа ќе го кажеш, знам што сега ќе кажеш, вие 3-4 години сте апсолутна власт, што не уапсиле. Вие кога ќе треба да дојдете на власт, истото го зборите. Одговорот на тоа прашање, бидејќи вие имате некој преквитен дил, да не го пуждите. Немој да ми ја врегаш интелигенцијата. 2 години има ВМРО апсолутно на власт, што не ги истражи тие тендери. Јас сум сигурен дека она кое што сметаат до сега и го страшно и го процесирале. Зашто јас те прашувам, не сте покажале
поинаков стил на владење, да не се таму катерини, материни, бобани, сите братучетки на Заев да ги зимаат тендерите во Струмица, жената на премиерот и така натаму и така натаму. Тоа те прашувам. Остай дали е тоа кривично дело или не, туку дали е етички од позиција на мене како граѓанин. Биди. Ја не сум Наум Силјановски, Наум или како и да се презиваше портпарол во ВМРО, тоа сега да ти кажам. Фала Богу што. Ај сега да ми единствениот аргумент види са сликичка правил глупости. Значи не ми ја вреги интелигенцијата со таков тип на упиткување. Не, прво фала Богу што не си Наум, второ немав намера да ти ја навредам интелигенцијата, ама стојам позади тоа. Нека процесуираат се. Не, остај процесуираат. Јас те прашам сега Јанаки Митровски како граѓанин, зашто не покажавте поинаков стил на владење додека бевте на власт? Тоа те прашам. Јас сум сега дел од раководство на партија. Можам да питам што би покажал. Мене за жал и лошото и доброто на некоја маргина на институција ми го видовте. Не можам да зборам за она како се водела, односно лично да зборувам. Меѓутоа, ајде да ги споредиме односите на таа влада и оваа у случај на кризи. СДСМ беше влада со две сериозни кризи. Прво, ковид кризата, после енергетската криза која што пукна кога почна војната во Украина. Па можеби и предходеше малку на војната во Украина. Имаше мерки. Имаше контрола на пазар. Реално луѓе не беа оставани во ваква ситуација. Ова е срамота. И не го зборувам популистички. Мислам, ја и ти одиме у маркет, го гледам. Да, јасно го живам. Имаше влада која што имаше елементарна грижа за прашањата кои што во моментот беа болни. Така да, ако го споредуваме тој аспект на владењето, реално СДСМ владееше низ две кризи во континуитет. Може би Заев имаше среќа некаде до влезот у НАТО да не се случува ништо. Односно да се бави само со политика. Од таму навака све беше криза и имаше влада која што у таа криза испорача. Па и Ковачевски, владата која што ја предводеше, имаше силна енергетска криза и имаше сериозни мерки, имаше мерки константно се контролираше пазар. Абе, не знам кој бизнис, искрено ти кажувам, го имал Ковачевски во енергетика. Никој не знае. Затоа што ова што се случува сега е организирана група инфлагранти. А претходно беа индивидуалци. Добро. Вака се. ЕУ, факт е, и тоа, хајде сега да не речеш, тераме само на критика, меѓутоа, факт е дека Бугари во устав стана европска рамка, која што е по мој впечаток благодарение на вашата лоша надворешна политика, и тоа мислам дека е редно да си го прифатите како такво и да речете можеби ние сгрешивме во односот на целосна дефанзива, но времето не можеме да го вратиме. Како понатака? Еве, како Гордиевиот јазол ние да го одмотаме, како да дојдеме до решение кое што би било прифатливо. За мене лично една од ретките, ако не и уникатна позиција со која што се согласувам со Мицковски, дека ние ваков предлог не смееме да прифатиме, нити можеме да прифатиме, бидејќи јас, исто како и премиерот, исто како и 80% од македонските граѓани, сме убедени дека тоа нема да биде, а и веќе си кажуваат отворено дека тоа нема да биде последната отстапка која што се бара, мимо тоа што тоа значи во пракса Бугари во устав и последиците кои тоа доаѓаат. Како да се одмотаме од кашата во која што па во голема мера сте и вие виновни за Не, апсолутно, види, фактите се тие, меѓутоа имаме различно гледање на моментот ЕУ интеграција, затоа што ние сме горди со прогресот на Македонија кој што сме го направиле и на кој пат сме оставиле. Кој прогрес? Прво, НАТО интеграција, извини, секако, НАТО интеграцијата е исклучително битна, особено во контекстот кој што живееме сега. Кој посебен бенефит можеш да ми го кажеш за тоа што сме НАТО членка? Во моментов не, општо. Од 2018 Македонија, 2019 која му беше? Македонија е дел од најсилниот воен сојуз. Ама не, кој бенефит јас како граѓанин го имам? Безбедност, ние сме фрагилна земја. И сега да, ние можеме внатрешно да се распаднеме. Не дај Боже да дојде до ситуација, меѓутоа еве на територија на Европа се случи ситуација кога сите сметаат дека имаш се ситуација каде што председателот на САД се заканува на земја членка на НАТО исто Данска, дека ќе земе дел од територијата. Така да посебниот бенефит што сме членка на НАТО, јас искрено не го гледам. Ја имам антинато став, тоа треба да го разбереш и тоа дете го имам. Разбирам и ти кажувам што е мојот став и не мислам дека односот на председателот во Америка во моментов каков и да е, како и да се позиционира, драматично ќе ги смени фактите што е НАТО, веројатно и претходно имало ситуации во кои што
Да. Сакал да земе територија на другата. Не, Америка била секогаш најкритична према Сојузот во кој што е најдоминантно поради финансирањето и слично, ќе излеземе, не влегувате со доволно пари другите земји. Меѓутоа, за волку мала држава, која што е зависна практично по тоа прашање, НАТО е како битен воен сојуз. Да го оставиме позади нас, одиме за ЕУ. Прво, имаме различна позиција околу интегрирање на бугарите во Уставот. Дилемата ја разбирам сосема, а тоа е дали имаме гаранции дека тоа е нешто последно. Ја не гледам проблем во тоа бугарите да бидат третирани како малцинство во Уставот, како и другите националности, а ги има повеќе. Добро. Дури го гледам како затварање на она една многогодишна, многодеценијски обид на бугарите со една безобразна реторика един народ, две држави. Ова е крај на тоа. Меѓутоа, како да се одмота Гордиевиот јазол? Овој не ќе да го одмота Гордиевиот јазол, затоа што мислам дека политички лукративно. Само лукративно, затоа што видовте што прават со европски пари, ИПАР 3 програмата ви е доказ. Ја суспендира. Мицковски и ДПМН во Европа не ќат. Тоа е факт. И оваа изјава, ако треба да чекаме една деценија, не, повеќе декади рече, не една деценија, повеќе декади. Уште полошо е збори точно за тоа како се однесува. Илузија е таа магла што се фрла дека овој или оној политичар не сака во ЕУ, бидејќи тоа значило контрола. Мислам, види, Бугарија е еклатантен пример дека тоа не е вистина. Значи, Бугарија е исклучително корумпирана земја, Романија е исклучително корумпирана земја, нешто помалку, но на драматично ниво се и Грција и Италија се исто така многу сериозно корумпирани земји. Така да дека таа илузија дека вие влагате во ЕУ и почнува тука владење на право од прво до последно. ЕУ им треба на граѓаните од многу аспекти. Може би владењето на право за да може да се иселат во Германија и да работат. Не, за да може и да живеат на малку повисок стандард, за да се отворат према пари, за да се отворат према фондови, наместо да враќаме кои што повторно граѓаните не ги полнат. Кинески пари, имате практично неповратни средства, нешто што еве соседиве го користат. Хрватска ги користи на ангро. Така да Хрватска не е сосед, но добро, балкански регион, окей. Меѓутоа, вториот момент, кој што е проблематичен за него, лажеше. Дојде на власт, Мицковски, дојде на власт како и за се друго, во однос на ЕУ интеграциите. Ќе добијам друга рамка. Да, сега се заплеткува на проблемите, кои што тогаш му помина туку така. Не, ова крај кажуваше дека ќе има ќе го репреговараме, не е завршена работа, да. Ова ќе добие подобра рамка и опса нема подобра рамка. Нема ни да има веројатно. А аспирациите 30 годишни на државата е да стане членка на Европска унија и правила поместувања, одстапки, сменила име во таа насока. И сега што ќе прави? Тоа го спомнав на почетокот. Дилетантизам и практично фактот што дојдоа се прошетаа многу лесно за да дојдат на власт, на бран на незадоволство на владењето на СДСМ, а сега го плаќа народот затоа што немаат никаква суштинска, сем терење бизнис, суштинска идеја на придвижување на државата натаму. Така да мислам дека и ситуацијата во која што се наоѓа дури му одговара. Што би било обратно да сака на вистина да ја придвижи Македонија, ако не има проблем, па тука барате гарант, какви гаранции до гаранции му дојде. Тоа не му е тема. Ги продадели СДСМ локалните избори и сега ќе ми дозволиш малце да го развијам размислувањето, па ќе позборувам. Појдовната позиција ви беше слаба поради нели. И тоа што си во право што велиш, година дена само има од претходните декласирани сте на парламентарни избори, нов претседател, внатрешни превидање се. Појдовната точка ви е многу слаба. Имате ситуација да вашиот кандидат за градоначалник во Куманово завршува четврт, толку немате сенс да поддржите независен кандидат, кој што максо со поддршка од ВМРО ДПМН едва и го победи, 1000 гласа нешто така, че едва и го победи. Немате сенс да го поддржите Стефче Акимовски, кој што исто така со цела машинерија ВМРО ДПМН и со кривични постапки против него со изречен неправосилен затвор едва и го победи за разлика од само 1000 гласа. Немате сенс да во втор круг ја поддржите Габриела од Поинаку во Битола.
Не го кандидирате Костадинов од Струмица како најсериозен кандидат, сега веројатно ти таа овакво постапка не ми ја правдаш, и во неколку други помали градови, со што, например, ако дел од тие градови барем се земе, Куманово, Битола, Карпош општина и така натаму, ќе се создадеше опозиционен бран на кој што ќе можевте сега да се билдате. Вака, мене ми стои дека постои прекјутен договор помеѓу Венко и Мицковски да се продадат локалните избори на ваков начин. Каја катастрофално поминува во Скопје, еден флаер не видов со неј, значи на терен работа многу слаба. Значи да се помине вака, да освои СДСМ 3 до 4 општини од кои што ќе може да живее. Венко политички може би да преживее, може би не, да не заборавиме дека модуларна му држат во предистрага 5 години, па и таму е дискутабилно колку он слободно може да биде борбен, како што тврдите, и вие сте во една позиција, затоа што види и 2013 ВМРО беше во СДСМ беше во слична позиција, во смисла на тоа да држеше само 4 општини, ама полни беа штабовите, се осеќаше опозицијска енергија, дека има борбеност. Ги шитнавте ли локалните избори? Апсолутно не. Апсолутно не, што ќе ми кажеш? И мислам, чисто ја преценуваме силата и можностите на СДСМ во тој момент. Така да, кога ќе се вратиме на твојата... не е исплатливо да ги поддржите поинаку во втор круг? Не, ама еве види, во Куманово, во однос на Диро. Диро има сериозен скок на гласови. Да, ама не излезе Венко и СДСМ да рече гласајте во втор круг за него. Тоа не се случи. Не дадовте директна поддршка. Ако сте опозиција, onda опозиција. СДСМ даде поддршка. Каква поддршка? Гласовите соберете ги во најголем дел се прелија таму. Зашо не повикавте да се гласа? Зашо не се повикавте да се гласа? Секретар Мартин, кој што е одличен кандидат, изгуби и би било многу непринципиелно да се према него. Да се поддржи опозициониот кандидат. Сепак го поддрживме. Не го поддржавте, не издеговте да повикате да се гласа за него. Ова не е вистина. Гласовите отидоа кај Диро. Не, видите ги бројките. Истото се случи во голема... Многу е различно кога ќе оставите вие сега на... Иако Мицковски имаше изјави за Карпош вака или онака ќе ја добиеме општината, значи таква детерминираност. Таму е личен судирот со Стефче, личен судирот. Мислам дека тоа го кажа... Стефче изјави дека Бокски е мудри година предходно сега. Во ред, меѓутоа мислам дека интересот позади, а тоа е она што кулуарски се споменува, веројатно е многу повеќе урбанизам и така натаму. Скопје на вода и Дупот покрај Вардар е многу посериозен. Добро. И тачно на она линија исто како што се случуваше во Србија да се пресели токму во таа општина. Верувајте, не верувам дека премиер на држава толку ќе се детерминира за една конкретна општина да е само личен однос. Не се, спомнавме Каја. Каја имаше, стварно беше најкомпетентна. Особено во делот на проблемите кои што Скопје ги живее се уште, а доминантно се случува и во периодот на локалните избори, имаше одлична програма, меѓутоа она што го спомна, немаше флаер на терен, беше малтене тешко да биде видлива. Тоа беше ситуацијата за време и пред локалните избори во општинските организации, беше навистина тешко. Не го зборам сега, не ни е ни во интерес да го користиме како аргумент. Из другата слави. Сега е ситуацијата многу поразлична, меѓутоа во тој момент беше навистина тие внатре-партиски превирања кои што ги имате, проблеми, луѓе кои што не се лојални на избран нов лидер, па седат на страна, тоа најдобро се осеќа кога имате локални избори, кога секој треба да се спушти у матичната општинска организација и да помогне да изработи. Така да не мислам дека во било која варијанта СДСМ можеше драматично нешто да смени. Дали е тоа со изборот на кандидати, дали е со, не знам, прво, не можете со средства, не може да се такмичите со ВМРО. Тоа е група која што имаше унгарски кредит за избори. Државни ресурси се трошеа. Меѓутоа, работи кои што на јавноста избегаа од пред очи, имаше втор круг во неколку, во повеќе општини, во кои што СДСМ во најголем дел од општините, сем овие во изборна единица 6, каде што бе албански кандидатите, учествуваше. Знаете што се случуваше во тие општини? Све пробувавме. Јас поминав 4 дена во Крушево, заедно со генералниот секретар на партијата, со
кандидатот наш за градоначалник Томе. Томе водеше 400 гласа, за малку не помина. У прв круг влезе во втор. Што е голема разлика за град Крушево. Да, кога ги соберете соседните места, Норо, Валдинци, Врбоец, министри влегуваа по куќи. Добро. Не одеше кандидатот на ВМРО во кампања, доколку е прашањето дрва за огрев, директорот на Шуми одеше у кампања. Не беше кампањата таму, нашиот кандидат има подобра програма. Ја сведоа на најкриминална мизерија спроведувањето на тој втор круг. Све направија со притисок, уцени и злоупотреба на институции. Ова е жално што го кажувате и криминално поведение, но е вообичаено однесување за партија на власт во втор круг на локални избори. Можда на подкаст е адекватно и да споменам, јас имав лична ситуација во Крушево. Одиме по куќи, по терен, делиме едно писмо од нашиот кандидат за градоначалник и актуелен градоначалник Томе, со кој што се заблагодарува. Крушево победи се да зема тогаш на крај. Бидејќи не ги предам точно, тогаш победи вашиот кандидат на... Не зборувам за овие избори. Сега, последниве. Но изгуби вашиот кандидат. Изгуби, да, апсолутно, во вториот. Нико беше овој кандидат на ВМРО, мислам, Нико се вика. Да. И делиме писмо кое што повикуваме, нели, да се излезе на гласање, се заблагодаруваме на поддршката, одиме кај сите. После 5 минути одење по куќи, мене ми се јавуваат од општинската организација, бе викате пријавиле во полиција за делење подкуп. Ја не ни знам кај некој началник сум зазвонил, добро вечер, викам за Томе да гласате. Значи беше сведено на абсурд. Рачунете, тоа се луѓе кои што зависат од социјална помош, зависат од дрва за огрев, зависат од локалната институција која што се грижи за земјоделие и слично. Се што може ја искористи, а не е само Крушево, Пробишти, Темир Капија, многу такви примери. Така да не е дека само СДСМ беше слабо и тешко, туку верувајте дека направија све, особено во вториот круг, да победат. Нема да... И тоа све од аспект на злоупотреба, не дека имаа подобра програма. Нема да говориме за тоа да вие, сачи Боже, никогаш така не сте се однесували од позиција на власт, бидејќи вие тоа ќе го негирате, и тоа не води до она што сакам да го говориме како последна тема или подтема, а тоа е специјалното јавно обвинителство, затоа што на крајно неортодоксен начин и нешто што за мене лично е непристојно, ВМРО допомене во програма имаше дека треба се па малта не апсат обвинителиве од СЈО, не со тие зборови нормално, но во некоја завиена форма, СЈО беше можеби и клучно за доаѓање на вашата партија на власт во 2016-17 година. Да, нема правда, нема мир. Ние можеме да зборуваме, тоа правда што не испорачавте е друга работа, иако вие ќе се перете, ќе речете се тоа е до судот, не е до нас, но не дека не се перам. Не дека сте правеле дилови со нели првенциве на ВМРО допоме тоа с краја да е, но друга ми е темата. Здружно СДСМ ДУИ и ВМРО допомене го угушија СЈО. И тоа многу добро знаеш дека е така, затоа што се создава специјално јавно обвинителство, скратено најзивот е многу подолг, со наративот дека ова редовно обвинителство им политички инвестирано, тотално окупирано од ВМРО ДПН и затоа ние сега како услов за избори бараме да се формира СЈО. Се формира СЈО. Се менува власта. 2 години власт на СДСМ, на ВМРО, или 2,5 години, здружено се угушува СЈО и Зоран Заев излага и вели, ќе си ги работи, вика, предметите нема да пропаднат, ќе ги работи обвинителство. Кое е обвинителство? Тоа што ние сме тврделе дека е политички инвестиран. На никој политичар во Македонија не му годи да има прво финансиски независно обвинителство, тоа е најбитно и затоа имаме превирања цело време околу тоа, и мене ме интересира твојот личен став околу угушувањето на СЈО во кој што учествуваше и твојата партија. Филип, мене прво имам лично огромно разочарување од самиот крах на СЈО, бидејќи на вистина и СДСМ, ама и сите промени, персонални, ама многу луѓе застанавме позади таа идеја дека Катица можеше да биде уапсена и во затвор и да биде сменета со друг специјален јавен обвинител. Како ти ми го правдаш фактот да ние правиме специјално јавно обвинителство зашто се овие нели корумпирани, лоши политички инвестирани? Не, чекај, не па 2 години ги работи. Не ни тргна. 2 години, па така свака имам некоја антиципација како
Како ќе отераш? Не, прво и лично, меѓутоа е општествено огромно разочарување, затоа што луѓето бараат таа институција правда, не добија правда. Добро. И СДСМ тоа го плати. Јас мислам дека од сите аномалии и добри работи, веројатно. како заврши резултатот во 2024 година е што никој не ги заборави ветувањата. Нема правда, нема мир и никој не заборави како тоа 2020 заврши, тепавте? односно институцијата тепавте, меѓутоа е 2. Да. Сакам да кажам, тоа остана рак рана. И после се понатака одеше една парабола. Така. Буквално нема бегање од тоа. Жално е што сега истото ВМРО ја користи Катица Јанева и приказната околу Катица Јанева повторно за дефокус од дневни теми. Тоа ми е многу И антипатично. ќе продолжи да користи едно нејзино бившо пријателче и ќе продолжи да го користи, кој го користевте и вие, да не се лажеме. Тие потези СДСМ ги плати и треба тие грешки да научи да не ги повторува никогаш. Овие на политичари одговорете, ние плативме цената. Лично не, види, лично, ја не сум платил лично ништо. Така, да. Мене целата таа ситуација ми е разочарувачка. Да ти кажам, слушај, така беше, ама не беше така, не можам. Не можам. И еквивалентно на тоа е одвратно и многу поодвратно тоа што ДПМН сега го прави со Катица и цел круг околу. Меѓутоа, најмногу разочарува што, имамте избор на нов обвинител, вие сте у таа фела, исклучително ангажиран, посветен, и повторно се враќа истата матрица од времето на Јанкуловска и на Груевски. Прерано е да се каже, значи 5 дена е обвинител Савевски, прерано е да се каже. Што се случи, Јанакио, 5 дена, мислам, ако ги видиме хронологијата на настани у 5 дена, прво, доколку луѓето имаа дилема зашто не гласавме во собрание, мислам дека Савевски им ја тргна дилемата, барем на тие што не критикува, не сте конструктивни. Во кој дел? Ништо не треба со нив да биде човек конструктивен кога нудат како решение. Ни едно решение. Пази, спориме за човек со брилијантно CV. Така, да. И тоа не е спорно. Меѓутоа, не секогаш брилијантното CV е формула дека тој ќе биде и најбрилијантниот обвинител. Ситуациите, пред емисија спомнавме се што се случуваше со обвинителката Ленче, која што денеска заврши со... Си даде оставка од кога истото обвинителство ја отфрли представката, предходно ја нарекува медиокритет и лично премиерот ја тероризираше. Во завиена форма. Тргна од Талир. Така, да. Предмет каде што директно имотот на Не, точно, но во Талир имаше барање за иземање, каде што моје мислење, тоа јавно го кажав, дека и треба да биде иземена, затоа што во момент се тужи за, она ги тужи за клевета и се има моцен конфликт на интерес. Именување на, ако не грешам, во вишето обвинителство. Нема таму уште кадрови. Не, тоа уште нема именување, се шпекулира. Колку има официјално, да, меѓутоа излеговме повторно со некои предлози кои што претходно ги слушавме од тефтерчето на Гоца. Извини, како и да беше наречено тоа како фраза. И тоа не ветува за старт, меѓутоа, како што кажа да видиме. Републичкиот не го бира вишиот јавен обвинител, туку го бира Советот за обвинители. Имаме предложено еден куп, имаме поднесено, денеска поднесовме уште една кривична пријава. И не се процесуира за еден ден тоа. Океј, ќе видиме. Меѓутоа има материјал и поднесен и во ДКСК каде што се однесуваат као да не се одобрен, израспаднати од Марс во однос затоа се согласувам. Представки, а и од сите пресконференции тони и тони индиции за криминал и корупција, дури бевме многу и ќе бидеме многу прецизни со податоци за да им помогнеме. Мегдан нека работи. Мој последно прашање до тебе, сега сите знаат кој е, нели, Љубомир Фршковски. Хендикеп ли е да предност хендикеп, меѓутоа знаеш, chip on the shoulder ли е да се има, можеме да имаме позитивно, негативно мислење, факт е дека е габарит и да се има родител како Љубомир Фршковски. Сега не ти правам паралела, вие сте као политичари, нели, он професор, ти не знам со што конкретно се бавиш, ја например сум имал мајка која што била многу познат адвокат, не вака како мене медиумски експониран, но например во фелата познат адвокат и сега можам веројатно да направам паралела.
хендикеп ли е да си син на Љубомир Фрчковски? Види, во одредена мера знае да биде, меѓутоа тоа го наметнуваат луѓето. Јас се трудам да не го доживувам. Така, он е брилјантен ум, брилјантен во неговата струка, исклучително маркантен на телевизија во тоа што го прави, и се трудам да не го бркам тоа. Затоа што се плашам дека ако тоа ми... Да, ќе бидеш безличен. Ќе бидеш безличен или ќе бидеш многу неуспешен. Така. И веројатно не сме сите, без разлика какви ни се родителите, секогаш податни да одиме по тој пат. Така да се трудам да во ниедна мера не следам некој. Па инаку да секогаш ќе имате проблеми. Јас, например, бев многу посветен студент, бев студент на правен факултет, кој што му беше многу битно да има, да остави име пред се, за тоа што сега ќе ве гледаат као дете на професор, и хендикепот каде е? Добивате десетка, десетки, испаѓате врвен студент, коментарот ставно ќе биде дека си му така. Така да, сега, ако не знаете да се носите со тоа, е хендикеп. Так. Меѓутоа, пак мислам дека е многу битно човек да тера свој пат, да не си става таргет од родителите, и тогаш веројатно ситуацијата е полесна. Одличен разговор, ти благодарам на што се одзва на поканата. Знаеш да манипулираш, добро се снаоѓаш со незгодни прашања. Свати го како комплимент или како критика, како сакаш, и колку год да кажуваш дека тоа нема да многу смислено и искалкулирано ти ја пласира сликата, и тоа ќе ти биде товар до крај на политичката кариера, иначе веројатно ќе имаше, а можеби се уште ќе имаш одлична политичка кариера. Ти благодарам уште еднаш. Фала ти.